Почитувани, власта не работи ништо, нема капитални инвестиции. Нема проекти за потребите на граѓаните, нема развој. Владата одвои само 4 милиони евра за капитални инвестиции во месец јануари. Тоа е само 1% од годишно планираните капитални инвестиции. Реализираните капитални инвестиции во јануари 2018 година се 6 пати помалку од капиталните инвестиции реализирани во јануари 2017 година. Тоа се само 4 милиони евра за цел еден месец за изградба на автопатишта, патишта, пруги, објекти во образованието, здравството и културата. Додека за капитални инвестиции се одвојуваат само 4 милиони евра, за рушење на галиите во Вардар се одвојуваат 5 милиони евра. Да не беше трагично, ке беше смешно. Партијата која од опозиција ветуваше инфраструктурен бум, од позиција на власт само руши и го кочи развојот на државата. Срамото е од најобемниот буџет во историјата на Република Македонија, од 3,4 милиарди евра, да се одвојуваат само 4 милиони евра месечно за капитални инвестиции. Срамота е државата да се задолжи со 1,4 милиарди евра за 9 месеци, а за капитални инвестиции на месечно ниво да се одвојат само 4 милиони евра. Граѓаните се прашуваат на што се трошат парите од буџетот. Јавноста чека одговори каде заврши 1,4 милиарди евра од задолжувањето на оваа власт. Развојот на една држава се темели на обемот на капитални инвестиции. Задолжувањето како инструмент е оправдано, само ако со него се финансираат капитални инвестиции. Недозволиво за еден месец да се реализираат само 1% од годишно планираните капитални инвестиции. Со вакво темпо на реализација на капитални инвестиции се доведува прашањето на реализација на капитални инвестиции на годишно ниво. Граѓаните се со право исплашени дека парите наменети за капитални инвестиции нема да се потрошат за капитални инвестиции. Граѓаните се чувствуваат изманипулирани. СДСМ ги излажа граѓаните. Ветуваа 600 километри нов автопат, 550 километри нови магистрални патишта и инфраструктурен бум. 9 месеци по преземањето на власта од страна на СДСМ, државата се соочува со општ застој. Не само што не е отпочната изградбата на нови инфраструктурни објекти, туку и работата на постојните беше запрена. Неодговорноста и расипништвото на власта го загрозува развојот на државата. Неодговорното менаџирање со парите на граѓаните мора да запре. Ви благодарам.